Со потпишувањето на договорот за заем во износ од 107 милиони евра од Европската банка за обнова и развој, Македонија ќе ја заврши изградбата на коридорот 10, со што државата ќе ја добие најзначајната транспортна рута. Како што посочи министерот за финансии, изградбата на делницата Демиркапија Смоквица ќе обезбеди поврзување на Македонија на север со Европа, а на југ со Солунското пристаниште, кое е значајно за нашето стопанство. Извонредна можност е преку изградбата на преостанатиот дел од патот, тие 28 километри во вид на автобатско решение, да помогнеме да се забрза протокот на стока и луѓе на коридорот 10, да се зголеми конкурентната способност на македонските компании на тој начин што ќе се обезбеди побрз проток на стоките и патниците и Република Македонија да го заокружи процесот на изградба на овој трансевропски коридор. Заемот кој ќе се отплаќа од државниот буџет е обезбеден под исклучително поволни услови со 15 години рок на отплата, грејс период од 3 години и каматна стапка која во моментов е околу 2,7%. Според директорката за транспорт на ЕБОР, со вклучувањето во реализација на овој проект, банката продолжува да соработува со владата за реформите за одржување на патиштата. Ова делница меѓу Демиркапија и Смоквица е една од последните 3 делници на целиот коридор кој ќе биде надграден според стандардот за автопат. Неговото завршување ќе овозможи подобри транспортни врски во Македонија, како и поддршка на регионалната интеграција и трговија. Од вкупно 107 милиони евра од заемот од ЕБОР, 90 милиони евра се наменети за изградба на делницата Демиркапија Смоквица, а 17 милиони за модернизација на постоечките патарини на коридорот 10 и изградба на 4 нови. За овој проект ЕБОР даде дополнителни 650.000 евра за техничка помош. Според најавите, изградбата на коридорот ќе почне во средината на наредната година и треба да заврши за 5 години, а модернизацијата на патарините да почне на средината на наредната година и да заврши за 3 години. ЕБОР и Македонија разговараат и за отварање на соработката и во однос на поддршка на други инфраструктурни проекти, како што се гасификација, енергетика, но и приватниот сектор.